кризата предизвикана од пандемијата со коронавирусот не ги попречи капиталните инвестиции. Спротивно на тоа, капиталните проекти продолжија со изведба и тоа со забрзана динамика. Градиме инфраструктура за сите во вонредни околности, почитувајќи ги мерките за заштита. Тоа е новото нормално со кое помагаме на економијата во многу важен период. Почитувани, досега инвестирани се речиси 1 милијарда евра во патната инфраструктура и во план е да инвестираме дополнителни 2 милијарди во следните неколку години. Градиме 260 километри автопати, градиме 300 километри експресни патишта, градиме 900 километри локални патишта, рехабилитираме повеќе од 1500 километри постоечки патни правци. Северна Македонија во 2019 година и 2020 година во услови на корона криза заврши 80% од примарната и секундарната гасификација, проект кој се одолговекуваше речиси 20 години. Инвестициите во инфраструктурата отвараат нови работни места, влијаат на движењето на економијата и го подобруваат животот на секој граѓанин. Интензивно и во услови на корона криза се работи на локалната инфраструктура во фаза во која отпочната изградба на дополнителни 500 километри водоводи и канализации за што обезбедуваме 100 милиони евра за сите општини во Република Северна Македонија. Почитувани, во Струмица како прва гасифицирана општина во државата започна проширувањето на дистрибутивната гасоводна мрежа во должина од 7 километри. Изградени се канализациони системи во населените места Просениково и Дабиле, а започна да се гради и во Велјуса. Се асфалтираа и реконструираа улици во градот и во скоро сите населени места се изведуваа атмосферски канали и се тампонираа полски патишта. Се подобрува инфраструктурата во близина на туристичките локалитети и културно-историските знаменитости. Кризата со коронавирус ни даде можност да видиме од колкаво значење е инфраструктурата и јавниот сервис и дека човечките судбини зависат од практичната примена на инфраструктурата. Првиот бран со коронавирусот дојде ненадејно, но успешното справување со истиот ни дава можност да се прилагодиме во новото нормално и да бидеме поспремни за можен иден бран. Новото нормално ни овозможува со почитување на мерките за заштита на работниците, капиталните инвестиции во инфраструктурата која ни е потребна, да не запираат, туку да продолжуваат и да се интензивираат. Инфраструктурата која градиме ќе ни овозможи да се справуваме со кризи, но и да оставиме добра база за напредок на идните генерации, да не почнуваат наново од нула. Почитувани, наследивме руинирана држава, во која расипнички се трошеа пари за споменици додека патиштата, болниците, градинките и училиштата ни се распаѓаа. Наследивме хаос во неплански и недомаќински планови за патишта. Наследивме фрлани пари на граѓани во дупки без дно. Ние имаме спротивен пристап, европски пристап. Инвестираме во најнеопходните работи во современа држава и инфраструктурата. Инвестираме во иднината и во самоодржливоста.